Алешнет вести. И во криза, граѓаните даноците си ги плаќаат на време. Најажурни годинава се беровчани кои за 9 месеци платиле 80% од доставените решенија за данок на имот. Од планираните 8.441.595 денари, остварени се 6.810.162 денари. Се гледа дека овие проценти се задоволувачки и јас се надевам дека во последниот квартал кој уште ни престои ќе дојдеме до оствареност негде до 97-8%. Освен во Берово, даноци бргу се плаќаат и во Пробиштип. Таму граѓани и фирми досега платиле над 3 милиони денари, што е речиси 70% од вкупните побарувања. Треба да бидеме задоволни со овој процент, бидејќи до крајот на годината очекуваме и другите граѓани и физички и правни лица кои што го немаат измирено данокот по добиените решенија да ја измират оваа обврска и очекуваме да биде процентот на реализација зголемен. Во останатите општини од регионот во овој период наплатата на данок на имот се движи помеѓу 50 до 60%. До крајот на годината по овој основ општините треба да инкасираат околу 1 милион евра. Од друга страна, најголем промет со недвижнини во регионот има во Штип. Таа тенденција е задржана и оваа година, но во текот на оваа година се извршени поголем број на трансакции, од истите се наплатени помалку средства. Започнувајќи од 1.1.2013 до 1.10.2013 година имаме наплатено вкупно 17,5 милиона денари по основ на данок на промет на недвижности од вкупно 338 предмета, а додека за 2014 година имаме наплатено 16,5 милиона денари од 410 предмети. Што ќе се случува во наредните 3 месеци е неизвестно, но по обичај тогаш административно се заокружуваат најголемиот дел од трансакциите, што значи и повеќе пари за локалните самоуправи.